приказна за господинот Даб и господинот Бор. Драмска интерпретација на прозен текст Двајца пријатели. Здраво, дечиња! Здраво! О, сум јас, господин Бор! Најпрвин да се запознаеме со ликовите од приказната. Господин Бор! Да. Какво дрво сум јас? Зелено. Зимзелено. А што значи тоа зимзелено? Ево зима, зелено ево летото. Што знаете вие, дечиња, за мене? Дека си господин Бор. Друго, што расте на мене? Жишавки. Друго што знаете за мене? Дека си господин Бор. Но И дека си многу натажен. Натажен ви личам? Да. Забележувате? Да. Здраво, дечиња! Здраво. Лека, ке ме превртите јас. Ти си господин Даб. Господин Даб сум јас. Дојдов тука во училиштето да ве посетам, да ве видам како сте. Слушнав дека сте играле со моите плодови. Што и расте на моите гранти? Желади. Ама тие не се од тебе желадите. Од земја. Значи вие не ги корневте од мене? Од земја. Така, значи добро. Јас си мислев ке ви се налутам ако разберам дека сте се качувале по гранките и сте кршеле. Ние сме добри деца, не ти правиме Да? ништо. Само можеме да те погалиме. Така, дечиња. Можеме да ти спасиме, да ти туриме водичка, да спасиме, да те погалиме, некогаш. Водичка да ми турите, да, свекинки ми. Лисијата да ти ги спасиме. Лисијата не можеме да ги спасиме, зашто тие мора да си паднат на есен. Мора напролет, нови ќе ми пораснат, тиш да не се загрижувате. Нови ќе ми пораснат тоа да не се загрижувате. Ама знаете што? Јас денес вака си одлучив. Сакаме малку со пријателот мој Борче, сакаме малку да ви бидеме гости во вашата училница. Чекај, може малку да те туриме вода на тенз. Не мора вода, да ми турате, си се напи вода надвор, кога си бев од коренчето, вака си зедов и сега напиен сум водичка. Ма знаете што би сакал да направите? Сакам вака да бидам малку гостинче во вашата училница неколку денови и мојот пријател сака исто така. Ама ние немаме тука Ќе ви каде да... дадиме количина да си поиграте. Ама знаете што повеќе нас ни треба? Како шумичка да ни направите од Ќе ви нешто. направиме и зајко другарче да се запознаете ти. Имате и зајко? Да. А друго што би можеле да ни вака да ни личи како да е шума. Лавче имаме. Да си помислиме дека сме во шума. Имате да го викнам лавче да те дојде веднаш. Имате лавче да го видиме тоа не е страшно? Јас се речем. Не е страшно? Ево зајче. Ево зајчето. Како се викаш си? Мајмунче. Вака сега јас да ве замолам. Сакам да ми помогнете тука во вашата училница да направиме како шумичка малко. Волчко. Ние не сте добри. Добри се овие. Добро, штом се добри. Што е тоа? Зајаче? Здраво на сите. Здраво на сите. И сега вака да се договориме. Значи вие ќе ми помогнете тука во вашата училница да направиме малечка шума. Ние бидовме мали. Ние да ти помогнеме животинчината. Вие можете да дојдете во нашата шума. Можете да дојдете. Не ви благодарам. Јас сум твоја лисица, можам да се да ви помогнам. И моето рајче. Јас сум зајаче и бајче. И вие ќе ни помогнете овде во вашата училница? И вие ќе ми... Јас сум зајаче и може да дојдете. И подоцна ќе ви раскажеме. Ќе ви раскажеме зошто е мојот пријател тажен. Ќе ви раскажеме. Ние видовме мало бурче. Ја тоа во мојата шума.
брачета или некој брачет мој? Му падна Семка. Семка падна и тоа е порасна? Да. Па и јас така Еве, сега ќе си ја подготвиме сцената за нашата драматизација. Ќе ги искористиме природните материјали што ги собравме претходниот ден. Повели. Ќе велиме, добро? Како спунда? Земе Се, од игличките, да, и од игличките. Повелете. Другачина. Ајде повелете. Каде ви другачина? Направите. Ејка, не може. Време е да заспијам. Чувствувам дека зимскиот сон ќе ме совлада. А и лисијата ми се ронат, еве сите ми пожолтеа. Пак ќе ме оставиш сам, пријателу мој? Затоа јас не сакам да дојде зима. Ако сум зимзеленич, не сакам да дојде зима. Ама, таков е редот и глолисен Бору. Јас сум дрво на кој лисијата на есен му паѓат, така треба. Напролет, пак ќе ми се обноват, нови ќе ми порастат, тогаш ќе се разбудам и ќе се дружиме заедно. Што га правам сам на Ридов? Ти сега ќе заспиш, а јас што га правам сам на Ридов? Навикнав да живеам со тебе, ами не знам, најголем пријател ми си. Како ние толку се најдовме пријатели? Ти листопаден, а јас па зимзелен и толку неголеми пријатели да бидеме. А не се сеќаваш? Сум ти раскажувал јас Бору тебе како станавме ние пријатели. Ами се сеќавам, ама и не се сеќавам толку. Ајде уште еднаш подсети ме. Еве, ќе те подсетам. Јас сум стар дат. Постар сум од тебе. Растам тука многу години. Тука, знаеш како дојдов? Една птица во клунот пренесе желат од ку знае од каде, од некаде далеку и ја донесе тука. И тука, од тој желадот, никнав јас и пораснав толков многу голем дам. Потоа, по многу години, растев и од ненадеж еден ден вака кога се завртив, забележав дека ти си растеш. И не знам тебе кој те донесе, не знам, може би некој те посади, не се сеќавам како беше, може би сум заспал, ама кога се завртив те забележав тебе. Знаеш коцкав мал беше, тоцкав вака малечко борче дрвце. И јас цело време внимавав на тебе и те чував. Си реков, јас табот, ваков голем дом, ќе си го чувам моето пријателче малечкото борче. И така, желадите ги тресев понастран од тебе. Знаеш, на мене растат желади, ама паѓат и ги тресев понастрана од тебе. Се плашев некоја алчна свиња да не те откопа сурилката ако ќе дојде да ги јаде желадите од свињите, многу сака да јадат желади. Да, се сеќавам, да. Сега се сетив на таа приказна, леле колку сакам кога ми ја раскажуваш. Многу сакам. Ама седно да многу сум тажен. Ајде барем оваа есен да немој да заспиваш. Што да правам, пријателу? Таков е редот кај нас листопадните дрва. Студените месеци мора да ги заспиеме во длабок сон. Ама знам, тоа го знам. Ама ајде барем оваа есен да направиме поинаку. Барем оваа есен правиме друштво, барем оваа зима остани со мене, само оваа зима. Никогаш повеќе нема да побарам такво
Јас сум листопадно дрво и во зима морам да спијам. Ако ми останат листовите на гранките во зима, ќе замрзнам со се листови и со се гранки. Вака е подобро. Знаеш што, јас имам една идеја. Јас ќе заспијам, ама ти ќе покажеш колкав пријател си ми мене. Ќе ме чуваш како што јас те чував тебе додека беше малечко борче. Ќе внимаваш да не дојде некој сечач и да ме пресече со пилата. Договорено така да направиме. Убаво се сети пријателите, убаво се сети господине так. Навистина, ете тоа ќе ми биде задача. Ќе те чувам, нема да ми биде зададено, тебе ќе те чувам цело време. Ете, договорени сме сега. Сега нема повеќе да плачеш. Нема, господине, да, нема пријателу мој најдраг, нема повеќе да плачам и тебе ќе те чувам. Ајде сега слободно може да си заспиеш. Ајде, 3, 4, а јас сум тука и те чувам. И така вечина, Давид полека по полека ги сломна и последните листови од себе и заспа во зимски сон. А борот повеќе не е тажен. Го чува својот пријател, будно внимава на него и не дозволува никој да му се доближи. Здраво, дечино! Здраво! Кој сум јас? Господин Дав! Знаете нешто за мене? Да! Забавно, од кај те бе желам? Од моите гранки, те се од земја. Ти го чистев на дворот. Добро е, чита. На мојот пријател таму имаше едно борче, дали му направивте нешто? Не само го слика, само го погалив. Другаре. Здраво, дечино. Здраво. Како се викам? Господин Бор. Знаете за мене нешто? Да. Шо? Декларации во шумата. Друго нешто? Видов на мало илче исто ко тебе. Да не ми направите нешто? Не само го погалифме и го сликавме. Да ти дадам една задача. Јас ќе спијам, ти да ме чуваш како да спиев кога беше малечко. Како што те чува? Кога беше? Како што те чуваш кога беше малечко. Добра идеја. Добра идеја. Се рече си договорено. А ти речи сега, нема поќе да плачеш? Нема поќе да плачеш? Нема да плачам поќе. Може една идеја да ти кажа? Може. Јас да спијам, ти ќе ме чуваш? Договорено? И нема повеќе да тагуваш? И нема повеќе да тагуваш? Не, ама ти треба речи да спијам, да не дојдете, да ми се чити.